Ќе продолжиме со нашата тема за забележаните настани од Воскресенија во Светото Писмо. Мејатата сабота зборувавме, повеќе се задржавме на пророкот Илија и неговиот престој во денешен Либан или тогашната Сарепта Сидонска, каде што се случи оживувањето или реанимацијата на нејзиниот син. Го споменавте воскресението на Мојсей. Еве, Мојсей беше актуелен и ќе биде актуелен цело ово тромесечие. Пропуштивме, бидејќи не беше тој во фокусот на вниманието минатата сабота, пропуштивме да го споменеме најбитниот доказ дека Мојсей е воскреснат. Мејата сабота не го кажавме. Како го спомна? Со Илија, така, тоа е најбитниот. Кога Мојсей се појавил заедно со никогаш умрениот Свети Илија на гората на Христовото преображение. Сега ќе отвориме, го споменав малку случајот со Ефтих, како случај кој што според мене не е случај на воскресение, но ајде да го прочитаме, па со помош на и повеќе библиски преводи во нашата средина, да го разгледаме. Ќе отвориме во Делата на апостолите. Дела на апостолите, 20 глава, овде поднасловот во овој превод гласи Чудото со Ефтих во Троада. Ке читаме од 7 до 12 стих. И во првиот ден на седмицата, кога се собравме да прекршиме леб, значи на света причест, Павле, бидејќи на другиот ден сакаше да тргне, расправаше со нив и го продолжи словото до полноки. И ова е уште еден доказ дека првите христијани својата причест ја одржувале навечер. И Господовата вечера се вика вечера, затоа што била одржувана навечер. Не може да си замислиме да имал апостол Павле проповед како сега, предпладне, и дали сакате да таа проповед да трае до полнок, денес до полнок. Значи, да не заврши до полнок денес утринското богослужение. За попладненото нема ни да има шанса. Не, туку било навечер, било по заоѓање на сонцето и затоа и првиот ден од седмицата, по заоѓање на сонцето, и тогаш апостол Павле, очто многу сакал да зборува, очто многу што имал да кажува, да ја поучува тамошната црква, ја продолжил проповета до полноки. Меѓутоа, во тоа време не било како денес. Таа црква може би го видела Павла за прв и последен пат. Значи, мора да разбереме зошто до полноки. Замислите да треба да посетите некоја црква и се што има да ја кажете е само тогаш, во една сабота. А апостол Павле имал многу што да зборува. На христијаните собрани во таа Троада или Мала Троја, тоа е значењето на името, на Малоазискиот брег, каде што се наоѓала и големата Троја, поголемата, односно во тоа време не се постоела,
но била позната и тука на тоа место апостол Павле имал едно посебно искуство. 8 стих вели: во горната одаја каде што се бевме собрале имаше доста светилки, а едно момче по име Ефтих седеше на еден прозорец и совладано од длабок сон, додека Павле зборуваше многу. Заклучок: дури и апостол Павле да бил денес или било која сабота во вашата црква тука, ако многу зборува, на некој, барем на некој, не на сите, сигурно ќе му се дремне, ќе заспие. Евентуално само Исус, ако биде присутен лично да ви држи проповед, никој нема да заспие, туку некој можеби ќе викне и полиција, како што споменав мијатата сабота. Тоа нема да биде мирна сабота и мирно богослужение. Иако Исус ништо лошо не би направил. Продолжуваме. Ефтих значи совладан од дремка или длабок сон, тука вели. Значи нешто подлабоко од дремка. Додека Павле зборуваше многу, се помрдна во сонот и падна од третиот кат и го дигна мртво, вели овдека. Значи текстот вели дека е мртов, го дигна мртво, но малку е чудно што апостол Павле после тоа вели, Павле пак штом слезе, значи Лука го раскажува сето ово, неговиот лекар и евангелистот, се спушти врз него, го прегрна и рече: не создавајте немир, зашто душата негова уште е во него. Што би требало да значи ова? 11 стих вели: а потоа, откако се качи горе, прекрши леп, го проба и изборуваше долго, дури до зори, а потоа отпатува. Тогаш го доведува момчето живо и тоа многу ги утеши. Дали навистина било мртво? Ако било, зошто Павле вели душата негова се уште е во него? Трето прашање: што би требало да значат тие зборови? Дали апостол Павле напипал пулс и момчето било само онесвестено? Или може би било навистина мртво, барем со така наречената клиничка смрт, ако немало пулс? Останува дискутабилно, меѓутоа за луѓето во тие времиња, како и во случајот со пророкот Илија, ваквите детали воопшто не биле битни, воопшто не биле свесни за тоа. Едноставно, ако некој не дише, за луѓето бил исто како и мртов. Бидејќи животот се поврзува со здивот Господов. Кога на Адам бил дувнат здив од Господа, тој оживеал. Сепак, слава на Бога, што еден ваков случај завршил среќно, затоа што со Ефтиха веројатно немала работа скопскава партиска медицина, туку затоа што со Ефтиха имала работа еден голем и посветен апостол Господов во тоа време. Но да се префрлиме на еден друг случај во делата на апостолите. Овие два случаја само така ќе ги споменам. Не ни се главната тема за проучување. Кој друг случај на воскресение во делата на апостолите го познавате или се сеќавате? Тавита, така, благодарам. Чие што име значеше што? Срна.
И во овој превод така е и напишана како срна. Добро. Ќе отвориме во Делата на апостолите 9 глава, се вратиме матку предходно во книгата, 9 глава, 36 стих, па понатаму. Во Јопија, се мисли на Јопа, или Јафа денешна во Израел, на Медитеранскиот брег, имаше една ученичка по име Тавита, што значи срна. Таа беше исполнета со милостина и добри дела што ги правеше. И токму во тоа време таа се разболе и умре. Тогаш ја измија и ја положија во горната одаја. А бидејќи Лида беше близу до Јопија, учениците штом слушнаа дека е Петар таму, веднаш испратија двајца луѓе кај него, молејќи го да дојде до нив што побргу. Петар стана и тргна кај нив. Кога пристигна, го одведоа во горната одаја и дојдоа кај него сите вдовици, плачејки и покажувајки му ги ризите и облеките што ги беше правела срна додека живееше со нив. Петар, откако ги истера сите надвор, падна на колена, се помоли, па се сврте кон мртвото тело и рече: Тавита, стани. И таа ги отвори очите своји, го погледна Петар и седна. А Петар тогаш и подаде рака и ја подигна. Тогаш ги повика светиите и вдовиците и им ја предаде жива. И ова се разгласи по цела Јопија и мнозина поверуваа во Господ. А Петар престојуваше долго време во Јопија, значи во тој град, кај некој си кожар Симон. И потоа следи 10 глава, каде што во домот на тој кожар Петар требал да добие визија од Господа за да отиде и да влезе, да скрши нога во дом на незнабожци. Петар се молел и Господ ја воскреснал Тавита, која што навистина била мртва, според описот на овој случај. И иако вакво чудо, и предходно се случиле други чуда на исцеление, читаме предходно во истата глава, еден неподвижен, 8 години неподвижен во постела некој си човек по име Енеј. И да не зборуваме за сите предходни чуда од 50-ница, исцелувањето на сакатиот, хромиот кај красната врата во Ерусалим, во храмот. Значи, Господ правил чуда преку апостол Петар, а сепак се уште апостол Петар до тогаш имал предрасуда дека не смее да влезе во дом на луѓе што не се евреи и со нив да јаде и пие, да биде на гости кај нив, да се дружи со нив и така натаму. Зошто? Затоа што сметал дека ако тоа го направи, како и другите евреи што мислеле, ако тоа го направи, ќе се оскверни. Сметале дека е греф да се влезе во незнабожечки дом, дури само како посета. Како што евреите, барајќи ја Христовата смрт, сакале Пилат да им заврши работа, бидејќи од него ја барале Христовата смрт, не сакале да влезат во неговата судница, зошто? За да не се осквернат. Па целото рочиште морало, целата судска представа морала да се одвива надвор на плочникот. Замислите, колку се силни, колку знаат да бидат силни, особено религиозните предрасуди, бидејќи не постои ништо посилно од нив. Не мислам никакви други предрасуди. И за мене главниот случај за денешно проучување
се воскресенијата што се случиле во време на Христовата служба, Христовиот живот на земјата. Но пред да почнеме, и ќе почнеме со Јаировата ќерка, дали во Стариот Завет, освен случајот со Илија во Либан, имало некое друго воскресение? Има, но размислете кое. Не мора веднаш да одговорите. Имено е многу краток извештајот за него. Да се подсетиме сега како и ланското лето, кога посебно зборував за ова, на случајот со Јаировата ќерка. Овој случај беше малку сличен, но не многу сличен. Малку сличен со Лазаровото воскресение. И јас лани, бидејќи тоа ми беше темата за смртта воопшто, и ги поврзав тие два настана, но сега ќе ги обработиме посебно и подетално. Ќе отвориме во Матеј 9 глава, каде што се споменува овој случај, Јаировата ќерка, и ќе почнеме да читаме од 18 стих. Матеј 9 глава од 18 стих. Додека тој им говореше за тоа, ете еден началник се приближи до него, му се поклонуваше и велеше. Пазите, началник. Ќерка ми што туку умре. Туку дојди, положи ја раката своја над неа и таа ќе оживее. Видете, интересна работа. Дали вака велат вашите преводи? Ако забележите некоја битна разлика во преводот од она што ја го читам, слободно прекинете и кажете која е разликата. Бидејќи ја на преводите многу не им верувам. А на овој тука на катедра најмалку. Секојаш треба да веруваме на оригиналот. Да, тука вели, ќерка ми што туку умре, туку дојди, положи ја раката своја над неа и таа ќе оживее. Сега умре. Значи, таа е веќе умрена. Интересно. Дали Христос во тој момент, кога девојчето е веќе умрено, дали тогаш прв пат дознава за овој случај? Да видиме како го објаснува Марко, односно како го известува Марко истиот настан. Марко 5 глава, ќе почнеме да читаме од 21 стих. Марко 5 глава од 21 стих. А кога премина Исус со коработ пак на другата страна, кај него се собра многу народ и беше покрај морето, значи на брегот. И ете дојде еден од началниците на синагогата. Тука Марко кажува подетално на што се мислело началник.
Матеј не кажува детално, бидејќи Матеј се обраќа на еврејска публика, своето евангелие го пишувал за евреи, и само што рекол началник, евреите веднаш разбирале на што се мисли. Ако денес кажете началник, на што ќе помислите прво? На полиција, да. Но Марко објаснува дека се работи, бидејќи Марко го читаат и многу незнабошци, многу христијани од подоцнежни децении, објаснува дека се работи за началник на синагогата по име Јаир. Па штом го виде, падна пред нозете негови и усрдно го молеше многу, говорејќи: керка ми е на умирање. Ова е дебела разлика, нели? Дојди и положи ги рацете над неја, за да оздрави и биде жива. И 24 стих вели: и појде со него, а по него врвеше многу народ и го притискаа. И тука патем се случува едно друго исцеление. Една жена што страдаше од крварење 12 години и големи маки беше претрпела од мнозина лекари, како од овие скопски партиски. Потрошила се што имала и никаква полза не видела, и станало дури уште полошо. Што од лекарите? Штом чу за Исус, се приближи одзади меѓу народот и се допре до облеката негова, зашто си велеше: само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам. Каква вера! И веднаш престана крварењето и таа осети во телото свое дека е излекувана од болеста. И сега, ако Исус ништо не кажеше, ова ќе поминеше така анонимно и незабележано. Анонимно чудо. Но Исус сакал да ја пофали верата на оваа жена. А Исус одеднаш почувствува во себе како излезе сила од него и се сврте кон народот и рече: кој се допре до облеката моја? И сега, народот кога услушна ова прашање, изгледаше дека му е многу глупово, нели? Бидејќи луѓето го притиска, учениците негови му рекоа: гледаш дека народот те притиска, а прашуваш кој се допре до мене. Но Христос на каков допир мислел? Како што Елена Вајд го нарекува, допирот на верата. Но тој гледаше наоколу за да ја види она што го направи тоа. Жената пак се уплаши и трепереше. Па знаејќи што стана со неја, се приближи, падна пред него и му ја кажа целата вистина. Жената, замисля си, се уплашила дека може би направила нешто што не треба, што не е по протокол или според правила или и така натаму. Но Исус сакал да ја истакне пред мноштвото од друга причина. А тој рече: керко, верата твоја те спаси, оди си со мир и биди здрава од болеста своја. И сега доаѓаме до 35 стих, и што се случува? Додека тој уште зборуваше, дојдоа откај началникот на синагогата и рекоа: керка ти умре. Значи, еве гледате како Марко со деталите ја решава таа навидум контрадикција. Значи, Христос прво бил известен за Јаировата керка кога таа се уште била жива, а дури потоа, после овој настан со жената, која што крвареше и беше исцелена, на пат за Јаировиот дом, неговата керка веќе починала. И сега замислите со кој
на кој начин му се обратија на Јаир, бидејќи Јаир е цело време со Исуса, нели? Керка ти умре, што му создаваш уште труд на учителот. Кој ги кажал овие зборови? Не ни се кажува, меѓутоа, дали ги кажал некој што е Христов следбеник. Не ни се кажува дали баш некој од апостолите, но некој што Христа го признавал за учител. Значи, кога веќе умрела некој од Христовите следбеници, може би сите си помислиле, додека живееше, имаше шанса. Но сега штом умре, сега е предоцна. Сега е предоцна. Можеме да ги разбереме. Веројатно пред овој случај немало воскресение. Откако Христос ја започна својата служба на земјата. Мислеа дека Христовата сила е голема за да исцели, дури да исцели неизлечиви болести, но не и да воскреснува мртви. На такво нешто воопшто не ни помислувале и воопшто не се надевале. 36 стих вели, но Исус, откако ги чу тие зборови, му рече на началникот на синагогата, не плаши се, само верувај. Што да верува? Какво слово, каква надеж можел да има овој човек да верува? На што да верува? Врз основа на што? Требал да верува само затоа што Христос тоа му го кажал. Не плаши се, само верувај. И никому не му дозволи да оди со него, освен на Петар, на Јаков и на Јован, братот на Јаков, значи тие тројцата најблиски Христови ученици. Дојде во куќата на началникот на синагогата и виде растревоженост, плачење и силно врискање. И кога влезе им рече, што сте се развикале и расплакале? Девојчето не е умрено, туку спие. И сега ќе биде мало подсетување на ланското лето, кога држев цела серија предавање на оваа тема. Зошто Христос постапил вака? Девојчето не е умрено, туку спие. Зошто го кажал тоа? Значи, кога со жената која што беше исцелена од крварење, Исус поставува навидум глупаво прашање. Кој се допре до мене во услови кога народ гужва, не се допире, туку го притиска. Значи, нема простор за дишење. Гужва околу него. А сега тврди нешто што во ушите на сите присутни изгледа исто така глупаво и неточно и контрадикторно. Исус порекнува дека девојчето е умрено, иако телото е де факто мртво. Уште кога биле на пат, дошла веста дека керката на Јаир веќе умре. Зошто Исус тоа го порекнува? 40 стих вели, а тие му се подсмеваа. Зошто му се подсмеваа? Затоа што мислеле дека Исус поставува погрешна диагноза за незиното тело. Како Павле кај Евтих. Иако сега не ни е многу јасно каква навистина била состојбата на Евтих. Немаме премногу податоци. Но ова е многу јасен случај. Исто како Срна, Јаировата керка била мртва, кажано медицински, човечки, научно, како сакате. Зошто Христос тоа го порекна?
Девојчето не е умрено, туку спие. Значи, Христос сакал уште тогаш, уште сега, во тој момент, да одржи една многу важна лекција за луѓето. Да, таа лекција многу добро ја знаеме после 2000 години. Иако секој погреб е место каде што плачеме и ние, и најголемите верници што постојат во светот. Но овие луѓе немале ниту зрно, ниту трошка надеж, кога е во прашање смртта. И не само тие, генерации евреи наназад со векови немале ниту трошка надеж во врска со смртта. За нив смртта била необјаснива мистерија. Но Христос тука внесува зрак на надеж. На почеток со нешто многу фрапантно, нешто многу соблазнително, особено во вакви услови, кога имаат сите домашни и сите соседи и сите собрани, веројатно цела црква, бидејќи се работи за началникот на синагогата, значи што би рекле старешината, главниот старешина на црквата денес. Сите собрани имаат работа со мртво девојче, со мртво тело, а Христос им вели, прво ги кара зошто се развикале и се расплакале. Девојчето не е умрено, туку спие. И тие му се подсмеваа. Тие мислеле дека овој човек треснал тешка глупост и тоа на место каде што воопшто не е примерено ниту да се шегуваш, ниту да тропаш глупости. Тогаш и таму каде што најозбилно се плаче, се оплакува, девојчето не е умрено, туку спие. Тие му се подсмеваа, тој пак откако ги истера сите, ги зеде таткото и мајката на девојчето и оние што беа со него и влезе каде што лежеше девојчето. И кога ја фати раката на девојчето, рече талита куми, што значи девојко, тебе ти велам стани. И девојката одеднаш стана и почна да оди, а имаше 12 години. И сите се зачудија многу, а тој строго им заповеда никој да не разбере за тоа и рече дајте и да јаде. Оно што мене најмногу во врска со овој случај ме фасцинира е во случајот со Лазар, кога ќе го проучуваме следната сабота подетално, Христос вели Лазар заспа и одам да го разбудам. Потоа кога овие не сватиле на што мислел, вели Лазар умре, и то не е воопшто чудно. Меѓутоа во случајот со Јаировата ќерка, како што кажа Филани, она што најмногу ме фасцинира е зошто Христос ја порекна нејзината смрт. Зошто рече девојчето не е умрено, туку спие. Ако речеше само девојчето спие, и сега јас ќе ја разбудам, во ред. Но зошто ја порекна смртта? Што сакал да каже со тоа? Оче наш, ти благодариме за Твојата голема милост и добрина. Ти благодариме и за дождот и освежувањето. Ти благодариме за сета Твоја грижа за нас. Сите Твои добри дарови што сме ги примиле во текот на животот. Ти благодариме најмногу што се уште во мир и слобода се собираме на ова место и те фалиме и славиме и се поучуваме од Словото Твое. Господи, најавуваат страшна зима, најавуваат војни, неволи, немање струја, недостиг на храна,
и разни други неволји. Ние те молиме и се предаваме во Твои раце, Ти да не водиш и чуваш. Бидејќи деновите се зли, особено оние што предстојат, ќе стануваат се позли и позли до Твоето доаѓање. Те молиме, Господи, биди со сите наши болни и немокни, биди со сите оние кои што се на пат, со сите оние кои што се во разни неволји и искушенија. Охрабри ги, ојачај ги. За сето тоа те молиме и Ти благодариме во името Христово. Амин.